Pogledom na nepotrošni životom, bogatstvo na tvoje dobilo srdije. Videjki kod tebe milostivnog vika, zgreši hoće na nebo. Мудриот Бог, како човеколюбив тато, гледајќи го твоето смирение и вистинско покаяние, ќе прима тебе чедо, како блудниот син, кој се каеш од се срце, приходјаш кон него. Зошто си дојде на сестро, приклучувајќи се кон светиот жртвеник кон ова сестринство? Сакам исполнички живот, високо преосвещени владико. Сакаш ли да се удостоиш со ангелски лик и да се броиш во редов на монаштвото? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Навистина си одбрала големо и блажено дело, само ако го довршиш, бидејќи добрите дела со труд се постигнуваат и со мака се извршуваат. Отвори ги ушите на твоето срце, сестро, послушај го гласот Божи кој вели: дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам, земете го мојот јарем на себе и пучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце и ќе најдете мир за душите ваши. Затоа сега на секое прашање давај потребен одговор на Бога со страх и радост. Притоа со сигурност знај дека тука е дојден самиот Бог со неговата сефална мајка Богородица, со светите ангели, со сите своји свети и внимавај на твоите зборови за кога ќе дојде да суди на живите и на мртвите, да возврати на тебе не според она што си му го ветила и изјавила, туку по тоа што одветеното и изјавеното подржала. Затоа сега, ако вистински пристапуваш кон Бога, одговарај со внимание на сите прашања што ќе ти бидат поставени. Дали со својот слободен разум и со своја слободна волја пристапуваш кон Господа? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Да не го правиш тоа од некоја друга потреба или принудно. Не, високо преосвещени владико. Се откажуваш ли од светот и се што е во него по Божја заповед? Да, високо преосвещени владико. Сакаш ли да останеш во овој манастир или во оној во кој ти биде одредено во исполничество се до крајот на животот? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Дали ќе се чуваш себе си во денственост, целомудреност, побожност до смртта? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ќе бидеш ли послушна сестринството? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ќе бидеш ли се до смртта доброволно сиромашна заради Христа и никаков имот нема да стекнува за себе, освен она што е за општа потреба и тоа од послушност, а не по своја волја? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ги примаш ли сите прописи на општожитниот монашки живот и правилата составени од светите оци и од настојателката што ќе ти се наложуваат? Да, високо преосвещени владико, ги примам и со љубов ги целивам. Сакаш ли заради Царството Небесно да поднесуваш секаква тешкотија тага во монашкиот живот? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико.
Дали сето тоа така го исповедуваш со надеж во Божјата сила и дали веруваш дека со тоа ќе истреш до крајот на својот живот со благодатта Божја? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Семилосрдниот и семилостивиот Бог, кој своето пречисто срце и најсветлината својата добра своја ги отвара на секој кој му доаѓа со желба и топла љубов, кој вери, ако и жената го заборави својот пород, јас нема да те заборавам. Тој кој што твојата желба ја знае и кон твоите намери ја приложува својата моќ, за исполнување на неговите заповеди нека те прими и прегрне и штити нека ти биде јака тврдина пред лицето на непријателот, камен на трпението, причина на утеха, дарителна цврстина, стекнување на добродушност, помошник на храброста, кој ќе легнува и станува со тебе, засладувајќи го и радувајќи го срцето твое со утеха на светиот дух свој, удостоувајќи те во денот на светите преподобни мајки наши, првомаченичките Текла, Евпраксија, Олимпијада и други како нив, преподобните отци кои во монашкото му година Христа, со нив и ти да го најдеш Царството Небесно во Христа Господа нашиот, кому нека е слава, чест, царство, сила и слава сега и во сите векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Боже наш, Ти си озаконил да бидат достојни на Тебе сите оние кои ќе остават се на овој свет и родбини и пријатели и те следат Тебе, прими ја оваа слугинка Ивана, која се одрекла од сето тоа според Твоите свети заповеди и упатувајќи ја на Твојата вистина, бидејќи непоколебливо Ти припаѓа на Тебе, огради ја со силата на Твојот свет дух, за никакво непријателство, лукавство, да не влие над неја, дарувајќи и трпение и непрестано да Ти угодува со молитвите на пречистата Владица наша, Богородица и на сите свети кои од памти век Ти угодија, зашто се благослови и прослави пречестото и великолепно име Твое на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир сје. Вашите глави преклоните ги пред Господа. Тебе, Господи. Господи Боже наш, надеж и прибежиште на сите кои се надеваат на Тебе, Ти преку воплотувањето на Христа Твојот ни ги покажа разните патишта на спасението. Прими ја слугинката Твоја Ивана, која ги остави световните желби и себе Ти се принесе на Тебе, Владиката, на жива жртва, пријатна, острани од неа секаква телесна желба и неразумни потреби, со странувањето на нечувствителните влакна на косата, отклони ги и неразумните мисли и дела, и да се удостои да го земе јаремот Твој благ, бремето Твое лесно, и да го земе крстот и да врви по Тебе, Владико, сочуваја во Твојата светост, дарувај добра намера во чување на Твоите свети заповеди, брувајќи ја во подобно време во бројот на Твоите избрани, со благодата и човеколюбието на Твојот Син, со кого си благословен со пресветиот, благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Гледај, овде невидливо престојува, внимавај, овде престојува Христос, внимавај, никој не те приморува да го примиш овој лик, внимавај, ти по своја слободна волја сакаш да го примиш големиот ангелски лик. Да, високо преосвещени владико, по своја собствена волја. Земи ги ножиците и подај ми. Возми ножици и подажи. Земи ги ножиците и подај. Ете, од раците Христој го примаш, внимавај кон кого приоѓаш, на кого се заветуваш и од кого се одрекуваш. Нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Нека е оној кој е благословен во сите векови. Амин.
Сестрата наша Серафима, која пострижува косата на својата глава, во знак на откажување од светот и се што е во него, во знак на откажување на својата волја и сите телесни желби, во името на Отецот, амин, и Синот, амин, и Светиот Дух, амин, да речеме сите за неа, Господи помилуј. Наша Серафима се облекува во риза на доброволно сиромаштво и немаштина, поднесувајќи ги сите беди, тешкоти, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа, Господи помилуј. Господи наша Серафима прима параман како знак на ангелскиот лик, како секојдневен подсетник на земниот благ јарем Христов на себе неговото лесно носење и како воздржување и заковување на сите телесни желби, а прима и знак на крстот Господен на своите гради како секојдневен подсетник на страдањата, понижувањата, плукање, подигрување, рани, шлаканици, расплување и смрт на Господа Бога и Спасителот наш Исуса Христа, кој Он доброволно ги претрпе за нас, а да би се трудела да тоа спрема својата сила, да го поддржува во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа, Господи помилуј. Господи Сестрата наша Серафима се облекува во облека на веселба и духовна радост, на одгонување и газење на сите таги метежи, кои наидуваат од ѓаволот, од телото и од светот, и на постојано веселие и радување нејзино во Христа, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа, Господи помилуј. Господи помилуј. Сестрата наша Серафима ги препашува своите слабини со силата и вистината на умртвување на телото и обновување на духот, на бодрост и внимателност, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа, Господи помилуј. Господи помилуј. Наша Серафима се облекува во риза на спасение и во отклоп на правдата, да би се воздржала од сите неправди, да би го отфрлила, офалила ревноста и измислувањата на својот разум и барањата на својата волја, да би секогаш имала во умот сеќавања на смртта, да би се сметала себе си секогаш за распрота за светот и мртва за секое злодело и себе си да би се покажала пред Христа секогаш жива во својата добродетел. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа, Господи помилуј. Господи помилуј. Господи помилуј.
Сестрата наша Серафима го прима шлемот на спасението и непосрамено надавање да би можел да се спротистави на сите ѓаволски лукавства и да ја покрива својата глава со покров на смирение и непрестано послушание во знак на духовна философија и своите очи да би ги одвратила да не гледат празнина. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неја, Господи помилуј. Господи помилуј, Господи наша Серафима се обува во сандали, припремајќи се за благовестување на мирот, за брза и спремна да е на секој послушание и на секое благодело, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неја, Господи помилуј. Господи помилуј. Прима меч духовен, кој е збор Божи и непрестајна молитва Исусова, бидејќи си должна името на Господ Исуса Христа секојаш да го имаш во умот, во срцето и во устата своја, велејќи непрестајно: Господи се Христе, Сине Божи, помилуј ме грешната, да речеме сите за неја, Господи помилуј. Сестро Серафима, штитот на верата, крстот Христов, со кој ќе можеш да ги изгаснеш сите распалени стрели на нечестивиот и секогаш има и на ум дека Господ рекол: кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене, да речеме сите за неја, Господи помилуј. Господи помилуј. Сестро Серафима, ова свеќа и внимавај од сега си должна со чист и добродетелен живот и со добра навика да бидеш светлост на светот, бидејќи Господ рекол: така да се светли вашата светлост пред луѓето, да ги видат вашите добри дела во слава на Вишниот Отец кој е на небесата. Господи помилуј. Серафима го прима ангелскиот чин и се облече во сеоружјето Божјо, да ги победи сите сили и напади на поглаварите, властите и управителите на темнината на овој свет, преподобните поднебесните зли духови, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неја, Господи помилуј. Господи помилуј. Господа да се помоли.
Господи Боже наш, воведи ова Твоя слугинка во својот духовен дворец и броја во своето словесно стадо, очисти го незиниот ум од телесните желби, лажните ветувања на овој свет и дај непрестано да го има на ум добрините кои се приготвени за оние кои те сакат Тебе и се имат распнато во овој свет заради Твоето царство, бидејќи Ти си пастир и владика на сите души и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.